Потврда дека нештата не одат во вистинската насока е нивното се позачестено присуство во јавноста. Дури и тие самите сметаат дека кога се нечујни и си ја туркаат само својата работа. Ниту има конфузија, ниту недоразбирање. Пак доаѓа ваше време. Време за историчари. Па не знам што доаѓа време на историчари, ништо не е добро. Прашањето кое се наметнува е дали во пресред на великденските празници на Македонија се случува ново чудо и неочекувано оживување на Месии, за кој мнозинството сметаат дека повеќе се блиски до Јуда, отколку до чедото на Јосиф и на Марија. Не можеме да го воскреснуваме Ванчо Михајлов. Како воскреснување, никога не воскреснуваме. Тој умре, Бог да го прости, не Исус Христос кој ќе го воскресне. Само Исус воскресна, точка е тука. Веројатно не може да се стави точка затоа што ѓаволот е во деталите, а преку нив секогаш се наоѓа појавен начин, форма и содржина која со ништо не одговара на неговото дело и на неговиот лик. Како на пример во неговиот талент не е најдено да се престори во деец од областа со која нема никаква врска. Ванчо Михајлов со култура, значи нема никаква Божја доперна точка. Никаква. Хитлер има многу поголеми доперни точки со ликовна уметност, отколку Ванчо Михајлов со било кога имал било што со култура. Сепак тие прашања на културата, вклучувајќи ја и личната, не се поврзани само со паметењето на подалечното минато, со оглед дека проблем постои со толкувањето на случувањето од пред неколку години. Па секој, во зависност од ориентацијата и натаму има прекосен став, со што ја доведува под знак прашалник дури и блиската историја. Да ти влезеш во собранието ненаоружан, во момент кога се донесува една нелегална одлука на избор на спикерот, односно председателот на собранието, разбирате. Па тоа е граѓанска должност, треба се сраиме сите што не бевме таму во тој момент. Делот срамот секој со себе си го носи, без оглед дали реагирал соодветно или не. А во случајот со Битола, со оглед дека расплетот не било суетен и превениран. Изборот на начинот на делување бил однапред осуден на пораз. Македонската влада беше ставена во луз позиција, да изгуби или да изгуби. Ако не дозволите имате виктимизација и плачење како македонците ги мразат бугарите и како ние сме нетолерантни и не дозволуваме еден обичен клуб за чајанка да биде нели отворен по Битола, од друга страна, ако дозволите се случува ова што се случува. И на крајот, тоа отсуство на систематски наместо адхок пристап се рефлектира во секоја зона, вклучувајќи ја и она во која се креира став за минатото, но и се гради иднината на државата. Зголемувањето на платите е намалување на температурата. Веќе ги зголемите сега платите, тоа е како да спуштите температурата до следната температура. Во суштина температурата е само одраз на нешто друго што не е како што треба и тоа што не е како што треба таму треба нешто да се направи. Времето се да се лекува со парацетамол заврши. Мора да се најде точно од каде потекнува инфекцијата. Спротивно, ќе продолжи да се гори. Се додека не изгори.